Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Продолжуваме со објаснување на 6-тиот член од символот на верата, кој гласи: се вознесе на небото и седи одесно на Отца. Овој член зборува за вознесението Христово. Каква е важноста на вознесението Христово? Христовото воскресение е еден од најзначајните настани во православната вера. Богословски гледано, вознесението има длабока содржина и огромно значење за спасението на луѓето. Да се подсетиме што зборувавме во претходните лекции за доаѓањето Христово на земјата. Рековме, Он дојде заради нас, луѓето, се доближи како човек и беше еднаков во се со нас, освен во гревот. Христос беше безгрешен. Преку проповедта ги учеше луѓето за вистинската вера и за вечното спасение. Заради нас пострада, а потоа и воскресна. Во 40-тиот ден по воскресението се вознесе на небото и седна од десната страна на Бог Отец. Со вознесението Христос ја заврши својата мисија на земјата. Затоа велиме дека воскресението не е обичен настан, туку украс на сите настани кои ги одбележуваме како празници. Отварајќи ја небесата, Христос заедно со него и нашето човечко тело го издигна највисоко, дури до царскиот престол. Така човечкото тело, кое беше обожено преку Богочовекот Христос, сега се соедини со Божјата природа. Преку светата причест, ние го примаме Христа во нас, а со вознесението се искачуваме на најголемо достоинство. Освен тоа, преку вознесението ние се здобивме со чисто и совршено знаење за Христа. Свативме и разбравме кој беше Он и зошто дојде на земјата. И светиот Атанасиј Велики вели дека Христовото вознесение го воведува човекот на небото и, менувајќи го човечкиот начин на живот на земјата, го прави небото пристапно за луѓето, но и луѓето за небото. Тоа ни го овозможи новиот Христов закон, љубов кон Бога и љубов и проштевање кон луѓето. Затоа свети Атанасиј вели дека Он го направи небото царство Божјо пристапно за нас. Нашата човечка природа е востоличена и вознесена на небесата, станувајќи богоподобна, се издигна на Божјиот престол. Отстапувањето од законот на љубовта не води во вечна пропаст. Светото писмо ни кажува дека Христос се вознесе со истото тело кое што го прими при овоплотувањето, затоа што двете природи во него, Божјата и човечката, никогаш не се разделија. Како што раѓањето и воскресението се случиле во најголема тишина, така и вознесението било тивко, без некоја голема помпа. Дури и учениците не знаеле дека тоа ќе се случи кога Он ги одвел на Маслиновата гора. Но набрзо тоа станало познато и славно по сите краишта на Вселената. Пред да се вознесе Христос, на учениците им дал две пораки. Прво, да не очајуваат затоа што Он нема да ги напушти и ќе биде со нив до свршетокот на светот. Ете, јас сум со вас до свршетокот на светот. Матеј 28:20. И втората порака е да останат во Ерусалим додека не слезе Светиот Дух врз нив. Слегувањето на Светиот Дух врз апостолите се случило во 10-тиот ден после вознесението, на празникот Педесетница. Со тоа апостолите станаа првите членови на Христовото тело, црквата, пошто безкомпромисно ги проповеда неговите зборови и станаа негови живи сведоци на настаните. Христос нив ги подготви за работата што треба да ја извршат
за ширење на неговото учење за верата во Бога. Размислувајќи за овој настан, црквата на светата литургија и нас не повикува горе да ги имаме срцето и умот. Со вознесението Христос целосно ја опфати моќта и силата на ѓаволот. Демонот беше поразен кога ја виде Христовата човечка природа вознесена на небесата и нејзиното поставување одесно на Божиот престол. Вознесението е ден на радоста и просветлението, како и на чистотата на умот, односно практикување на телесна и душевна чистота, а со цел доближување до Бога. Низ таков подвиг треба да ја гледаме содржината, но и пораката на празникот. Со вознесението Христос се врати таму каде што беше претходно. Така он покажа дека не е обичен човек, ниту дека е син на Јосиф, туку е син Божји. Преку личното доживување на издигнување на нашата природа, ние доживуваме посебна радост, исто како при воскресението. Зато овој настан е во тесна врска со раѓањето, со воскресението и со Педесетница. Црквата и денес не учи да учествуваме во Христовото вознесение, да го величаме и славиме Христа, воскреснатиот и вознесениот на небото. Зошто Христос не се вознесе веднаш после воскресението? Христовото воскресение од мртвите донесува победа над смртта, но процесот на нашето спасение не завршува тука. Познато е дека мнозина од неговите ученици, а непосредно после спасителевата крстна смрт, беа во двоумење и несигурност што значи таа жртва, а уште повеќе биле загрижани за себе, затоа што, бидејќи Христови следбеници, биле на удар на народните управители. Кога им ветил дека ќе бидат скрстени од Светиот Дух, тие го прашале: Господи, тогаш ли ќе го основаш царството Израилево? Дела 1.16. Очигледно тие се уште се надевале дека Христос ќе основа земно царство. Исто така не им било јасно што ќе се случи со неговото тело. Затоа Господ не се вознесува веднаш после воскресението, туку останува со нив уште 40 дена, јавувајќи им се на нив и на други следбеници, со намера да им ја затврсти верата, да станат негови непоколебливи и сигурни сведоци и проповедници. Овие големи настани се случиле однаш и нив им требало време да сватат што се случило, па да ја утврдат верата во воскресението. Како се вознесе Христос? Објаснувајќи го значението на вознесението, светите отци истакнува дека не станува збор за физичко издигнување, туку за вознесение на поинаков начин, на неговото вечно постоење како Бог. Кога дојде времето за Христос да се врати на небесата, он ги зеде апостолите на Маслиновата гора. Таму, благословувајќи ги, се подигна и облак го превзеде пред нивните очи. Дела 1.9. И додека гледа кон небото, кога се вознесуваше, он одеднаш пред нив застана двајца мажи во бела облека и рекоа: Луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Ово Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак по истиот начин, како што го видовте да оди кон небото. Дела 1.9-11. Секако јасно е дека не станува збор за вознесение, разбрано како физичко издигнување некаде во атмосферата, туку станува збор за вознесение во поинаква димензија, на постоењето за враќање онаму од каде што он дојде, како вечен Бог, надвор од времето и просторот, каде предвечно седи одесно на Отецот. Враќајќи се при Отецот, Христос на луѓето, ни го враќа небото, како што бевме
што го бевме загубиле поради падот на Адам и Ева во грев. Свети Јован Златоуст вели, како што преку воплотувањето Бог доаѓа на земјата и земајќи тело станува Богот човек, така при неговото вознесение човечката природа на Христа бидува вознесена од земјата на небото. Со тоа и ние луѓето заедно со Христа бидуваме совознесени и нашата човечка природа станува исто како што беше пред паѓањето во грев. Затоа ќе речеме, вознесението Христово не напушти и не остави. Со вознесението Христос не напушти и не остави. Напротив, Он останува со нас до свршетокот на светот и сосема наскоро на Педесетница не го испраќа Светиот Дух, кој ќе ја раководи црквата довека да постапи како тело Христово, како заедница на луѓето со Светиот Дух. Амин.